Ова се вестите на Телевизија Плюс. Останете со нас. Општинската организација на СДСМ Куманово најавува работно лето. Во наредните денови ќе започнат со теренски активности, посети во мала, урбани заедници и села, како и средби со граѓаните, со цел да го слушнат нивното мислење. Од партијата најавуваат дека во теренските активности ќе се вклучат и функционерите пратеници, министри, советници, градоначалникот, директорите на јавните и општински установи. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. По низата промени, како на централно, така и на локално ниво, познато е дека претходниот месец, на седница на конференцијата на Општинската организација на СДСМ Куманово, се избра ново раководство на Општинската организација. На првата седница на извршниот одбор бев избрана за портпарол на организацијата. За мене тоа е голема чест и обврска на која ќе се трудам да одговарам на најдобар можен начин. Истовремено ќе ми биде задоволство да соработувам со вас медиумите, а вие граѓаните ќе бидете моите најголеми критичари. Како партија, СДСМ има системски пристап во работата. Затоа ништо не оставаме на случајност. За нас зборот важи. Во текот на последната кампања за претседателските избори, а и претходно, од вас граѓаните слушавме дека политичарите се појавуваат само кога е време за избори. Од тие причини, ова лето за СДСМ ќе биде работно. Покрај годишните одмори, ќе имаме теренски активности и средби со граѓаните, насочени кон вас да го чуеме вашето мислење. Почнуваме со посети во малата, урбаните заедници, селата, средби со целни групи и групи од јавен интерес. Ќе ги евидентираме и ажурираме сите информации и податоци кои вие ќе ни ги посочите. Придружување од функционерите, пратеници, министри, советници, градоначалникот, директорите на јавните и општинските установи, како и претседателот на општинската организација, ќе разговараме за клучните теми, потребите, отворените прашања значени за нас и нашиот град. Активно ќе се вклучиме во нивно решавање. За работата на градоначалникот, локалната самоуправа, институциите и владата, граѓаните треба да оценат што се покажало како добро, а што треба да се подобри. Посебно за она што досега е сработено, како и за она што допрва следи како проект или нова идеја. Почитувани, се обврзавме пред вас за нов начин на делување и работење, но и за забрзување на напредокот на општеството и се стремиме кон истото. Ние сме на ваша страна, ние сме дел од вас. Приклучете ни се. За нас, вашето мислење и вашиот став нас ни е важно. Секоја ваша критика упатена кон нас е потик за навремено реагирање и пронаоѓање решенија. Уште во следниве неколку дена планираме да организираме крводарителска и екоакција заедно со локалниот клуб на младите. Теренските активности ќе бидат прилагодени на летниот период по интензитет, време и карактер. Нашите средби постепено ќе засилуваат и ќе бидат системски и во континуитет. Новиот систем на СДСМ ќе значи редовно оценување на политиките, програмите и проектите на сите можни нивоа. Паралелно со теренските активности, во тек е длабински процес на реализација на програмите и проектите на централната и локалната власт. Времето на изговори и оправдување е поминато. Нашата енергија е насочена кон делотворно делување. Заедно со вас проложуваме во промените за подобар живот во Куманово. Тешка сообраќајна несреќа се случила вчера во Куманово. Според информациите на МВР, вчера околу 14 часот и 30 минути во Куманово, на булеварот Трета македонска ударна бригада, се случила сообраќајна незгода во која патничко моторно возило Голф со скопски регистарски ознаки, управувано од ИМ 72 години од Скопје, удрило во УС-47 од Куманово, која била пренесена во болницата во Куманово. Увид на лице место извршила екипа од СВР Куманово. Лицата корисници на услугите на дневниот центар Порака наша од Куманово учествуваа на обука во Полска за подигање на јавната свест за можни интернет опасности и интернет криминал. Начини како да се избегнат, градење на доверба со полицијата и развивање на вештини за дигитални компетенции, информираа денеска од Порака наша.
Обуката во Варшава се одржа во рамки на проектот Едукативна поддршка на лицата со интелектуална попреченост, жртви на интернет криминал и насилство, биди безбеден, финансиран од Еразмус Плюс програмата. Материјалите од обуката се достапни на англиски, чешки, француски, македонски, полски и португалски јазик на проектниот интернет страницата. Четири интервенции бележат кумановските пожарникари во текот на вчерашниот ден. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, штала горела во атарот на селото Проевце, каде во период од 17 часот и 45 минути до 19 часот и 45 минути интервенирале двајца пожарникари со едно противпожарно возило. Сува трева пак горела на две локации, на улицата Доне Божинов и во атарот на селото Зубовце. Првиот пожар го гаснеле двајца, а вториот тројца пожарникари со кои спречиле негово ширење. Интервенција вработените во територијалната противпожарна единица Куманово бележат и на еден запален контейнер за смет. Граѓаните се погласно ја прашуваат локалната власт кога ќе спроведе авионско прскање против комарците, бидејќи во градот има наезда од овие инсекти. Од општина Куманово велат дека вчера е потпишан договор за авиотретирање против комарци и истото ќе биде реализирано во најкус можен рок согласно временските услови. Во планот за јавни набавки има предвидено и авионско третирање против комарци, која поради драстично повисоки понуди од проценетата вредност која изнесува 400.000 денари без ДДВ, во 3 наврати беше поништена. Денеска имаше јавно отварање по 4ти пат, поднесена е една понуда која е прифатена за најповолен понудувач, соопштуваат од општината. За третманот на прскањето граѓаните, а посебно пчеларите и земјоделците, ќе бидат навремено информирани преку медиумите. Во текот на месец април спроведени се 3 третмани против комарци од земја, за што од буџетот на општината биле одвоени 600.000 денари без вклучен ДДВ. Околу 500 лица од социјално ранливи категории, бездомни, стари и изнемоштени лица и лица од рурални средини од Скопје, Прилеп и Куманово добиваат храна која се обезбедува од вишоците кои им остануваат на компаниите. Дел од храната се приготвува и им се дистрибуира на лицата, на дел им се дава сами да ја приготвуваат ако за тоа имаат услови. Дистрибуцијата на храна е во рамки на проектот Оброк за сите, по чие завршување на државата треба да и се понуди траен модел и системско решение кои ќе овозможат најголем дел од вишоците на храна да завршуваат кај оние на кои им е најпотребна. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ОС 39 години од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Како што информираат од МВР, на 8.4.2019 година на регионалниот пат од Куманово кон село Пчиња, кај место викано Ристово Трло, полициски службеници извршиле преглед на патничко возило Форд Мондео, управувано од пријавениот, пронашле и одзеле марихуана. На 5 и 6 овој месец се одржа 45-тиот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски во Долнени Прилеп. На фестивалот беше поканет и зеде учество културно-метничкото друштво Панче Пешев од нашиот град, каде настапија во 3 категории. Оркестар на народни инструменти, женска пејачка група на народни песни и соло настап на народен инструмент,
каде Мирон Спасовски освои прво место во соло кемене, а културно-медничкото друштво Панче Пешев ја доби престижната награда Гран При. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Владата одлучи Скопје и Софија заеднички да ги чествуваат светите Кирил и Методи, Свети Климент и Свети Наум, како и цар Самуил. Одлуката е донесена на вчерашната седница, а била предложена во годишниот извештај на заедничката експертска комисија за историски и образовни прашања, кој бил разгледан и прифатен од двете влади. Владата очекува до крајот на годинава експертските комисии за историски и образовни прашања да најдат решение и за најчувствителните теми за Гоце Делчев и Илинденското востание, за кои експертите на последната средба во Скопје најавија дека е прашање кое одело потешко и на него ќе се навратат на следната средба во септември. Во меѓувреме официјална Софија и на највисокото ниво ги подигна тензиите токму за Делчев, условувајќи го договорот дури и со датумот за пристапните преговори на земјава. Софија не отстапува дека Гоце Делчев бил бугарин кој се барал за слобода на Македонија. Тензиите полека спласнаа по изјавата на председателот Пендаровски дека Делчев всушност се декларирал како бугарин, а се борел за независна Македонија, што пред 2 дена во Сараево беше поздравена лично од премиерот Борисов. Детали за одлуката во владата споделија водачите на преговарачките тимови Бојан Маричиќ и Бујар Османи. Македонија очекува датум во октомври и старт на преговорите во декември. Председателот на владата Зоран Заев се сретна со Вилем Ваутер Плумп, амбасадорот на Кралството Холандија во Република Северна Македонија, кој го завршува својот мандат во земјава. На средбата соопшти денеска владината прес-служба е констатирано дека нашата држава бележи сериозен напредок во последните 2 години, при што е нагласена улогата на премиерот Заев во позитивните процеси. Меѓу постигнувањата се посочени отвореноста за решавање важни политички прашања, како што е историскиот преспански договор, како и во делот на почитувањето на човековите слободи и права. Председателот на владата Зоран изразил почит кон личните заложби на амбасадорот на Холандија Плумп и неговиот придонес на принципиелното ниво во сите значајни општествено-политички демократски процеси и позитивни промени за нашата земја. Времето денеска во Куманово беше силно невреме со грмотевици на неколку наврати. Максималната температура се искачи до 22 степени, а минималната беше 9. За утре метеоролозите најавуваат максималната температура да достигне до 24 степени, а минималната до 12. Во попланените часови ќе има локална појава на пороен дожд и грмежи, претежно во северните и западните делови. И тука е крајот и на вечерашните вести. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.